Железничкиот сообраќај споменавме дека е стопиран из целата земја, барате додатокот од 10% да биде малку повеќе, меѓутоа менаџментот за жал е глув на вашите барања. Каква е во моментов ситуацијата и има ли најава до кога ќе биде сообраќајот прекинат? Ситуацијата е таква да, како што кажавте, воопшто цело часот изутринава, сообраќајот е целосно стопиран, не сообраќаат ни патничките, ни теретните возови. Тоа е одлуката на машинскиот персонал, независно од членство, синдикално не се организирани, политички ни најмалце, него чисто ради револтот, ради неисполнето, односно барањето на квалитет како додаток на плата. Споменавме дека добар дел од машиновозачите, па и од персоналот во железници, наскоро ќе замине во пензија и за жал нема кој да ги замени. Зошто надлежните и натаму се глуви на барањата, зошто не сака да ги остварат оние ветени работи кои изминатиот период на голема врата се најавуваа? Се најавува, тачно е. Имаше последно примање, беше лани недека ова време, од кои од 119 примања беа само 6 машиновозачи. Тие 6 веќе од помладиот кадар, од последните веќе што имаат искуство 10 години, ја напуштија железница, се отидоа во странство. Да. Најава има и сега 35, овие денови пред 2 дена, 3 дена беа на лекарски прегледи, од страна представник имаше од Германија во Струбица, извршија лекарски прегледи и од нив добар дел ќе заминат надвор од државата, затоа што им се организира и јазик овдека да учат да завршат, све на трошок на Германија. И ќе заминат од овдека. И ја не знам кој ќе ги вози возовите, воопшто не ги интересира. Вчера кај министерот за транспорт го кажавме тоа, иако имаше најава дека било одобрено примање од 15 машиновозачи, а повторно од 70 и кусур бројка, само 15 машиновозачи да примат, одат во пензија 18 оваа година редовно и овие што ќе заминат уште 15 дополнително, ја не знам кој ќе вози. Денеска министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски исто така имаше изјава токму на оваа тема, новинарите го прашаа каква е ситуацијата. Ќе ја прокоментирам изјавата, меѓутоа доколку е подготвена во продолжение, предлагам од режијата да ја погледнеме. Министерот вели дека се работи на покачување на платите, но реалната слика е дека работниците тоа не го виделе на нивните сметки. Јас сакам директно вака јавноста да информирам дека таму апсолутно се платите сите навремено исплатени, како сите што земаат во државата, така да декемвриската плата е во целост исплатена. Очекуваме тоа да се случи сега и за јануарската плата. Сакам да потсетам една работа. Првиот ден кога станав министер и кога почна оваа влада, практично почнавме со штрајк на машиновозачите и тогаш голем дел на работи ги усогласивме во делот на зголемување на коефициенти, укинување на дел антикризни мерки кои што беа. И да потсетам дека со зголемувањето сега последно на платата на сите во државата со 5% зголемена е платата и таму. За она што евентуално сакаат да бойкотираат е зголемувањето на коефициентот на квалитет за работа. Тој од 20 на 30% еднократно е покачен во декември и сега велиме пак 30 да види од јануари. Тие бараат 40. Ова се фактите. Ете, министерот кажа со факти кои биле покачувањето на платите, меѓутоа тие факти работниците за жал не ги виделе на нивните сметки. Господине Чакаровски, ве слушнавме изјавата на министерот, тој вели дека се работи на покачување на платите, меѓутоа реално каква е состојбата кај вас во моментот во секторот? Кај нас е покачена платата согласно владината одлука која беше најавена и кажана дека платите ќе се покачат во јавната администрација за 5%. Тоа беше првото покачување во инфра, еден месец порано или два, мислам дека, ама да не грешам, еден месец. Не и кај вас. Не кај нас. Кај нас го покачија сега со декемвриската плата, добивме, цел транспорт 5% покачување на платата. Тоа е последното покачување кај нас на плата. Така, во моментов каква е состојбата генерално со возовите, бидејќи освен тоа што се сменија надписите, нели, на државата, не добивме никакво подобрување, иако се најавува нови подобрувања и ситуацијата во возовите за жал не е за поздравување, бидејќи прозорите, климата, греењето не е за поздравување. Возовите се негреени, кондуктерите одат на своите работни места во незатоплени возови, не збориме за патниците, нели? А зашто е тоа резултат? Тоа треба да побарате одговор од директорот за одржавање на влечени и влечени средства, зашто е тоа така? Зашто на некои гарнитури од два мотора, едниот мотор работи, другиот не работи. Квалитетот не знам зашто е толку слаб. Некој треба се земи на одговорност
за тие возови. Значи, тие возови за многу кратко време, еве, се сфрлат од сообраќај.